Краток преглед на настаните од денешниот дневник. Училишниот центар Свети Наум Охридски ги презентира предностите на техничкото образование пред идните средношколци. Научна трибина во Охрид во чест на Кирил и Методий. Промоција на првото илустрирано издание на житието на Света Спаса Вишенска. Утре во Вевчани акција за заловување кучиња скитници. Трамп го обвини јужноафриканскиот претседател за геноцид над белците. За најавените и останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро време со локална облачност. Во петок над Скандинавија ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што во северна, североисточна, централна Европа, како и во делови од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи. Врнежи од дожд се очекуваат и во источните предели. Во останатите делови од континентот стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Во северните предели се очекуваат пообилни врнежи. Во јужните и југоисточните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 28 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 20 до 30 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите. Локално се очекува да наврнат и до 20 литри. Минималната температура од 9, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18, односно до 10 степени. Во понеделник ќе превладува облачно време со слаби и локални врнежи од дожд со дневна температура до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки.
традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска електромашинскиот училишен центар Светинаум Охридски беше посетен од ученици од основните училишта во Охрид, пред кој беа промовирани предностите на техничкото образование и иновациите, а акцент беше ставен на дуалното образование, кое во ова училиште се спроведува цели 8 години. Идните средношколци имаа можност да се запознаат со сите струки, а најинтересни им беа машините и уредите кои во разни проекти ги изработиле учениците од ова стручно училиште и за голем дел од нив освоиле златни медали на државни и меѓународни надпревари. Учениците од електромашинскиот училишен центар Светинаум Охридски, Славчо Мурговски и Андреа Савиќ изработија и програмираа машина подвижна лента со сензори кои детектираат боја. Машината ја составија во рок од 4 часа на меѓународниот надпревар за електротехника, инженерство и мехатроника Балкан Јуниор, кој се одржа неодамна во Словенија и за што освоија прво место. Денеска проектната задача која им донесе злато во конкуренција од ученици од технички училишта од 7 држави ја презентираа пред идните средношколци на отворениот ден на училиштето. Прво можам да кажам дека многу ми е мило што се зближивме со децата од поширок регион, Балканот, и можевме да направиме една споредба до каде сме ние во техничките струки во споредба со нив. И според резултатите кои ги направивме таму, можам да кажам дека сме прилично добри. И задоволство ми е што учествував на овој надпревар. Овој надпревар беше едно интересно и важно искуство. За мене содржеше конструирање, изработка и програмирање на една машина и притоа клучна беше тимската работа. Исто така брзото размислување, можноста за решавање на проблемите тековно како што настануваат во моментот.
И имајќи предвид дека на надпреварот бевме само 2 девојчиња и по повод сега на отворениот ден во Школово, би сакала да им порачам на сите полуматурантки што размислуваат за кариера во STEM, да се охрабрат, да го следат тој пат, да се запишат во ОМ Цветинал Мохридски, бидејќи на државава ни се потребни повеќе жени инженерки. Ученикот Наум Смилевски пред полуматурантите од основните училишта представи производствен процес со подвижна основа и CNC машина за пишување и механизам за машинско сечење на цртаниот дел. Со оваа машина која сам ја изработи, тој го освои првото место на 62-иот државен надпревар на млади истражувачи во категоријата автоматика и роботика. Овој надпревар беше многу големо искуство за мен, зашто целата машина јас ја склопив, ми требаше ја склопував од некаде зимски распуст, го почнав проектот конкретно и дури се набават сите делови, машината ја склопив. И од успехот сум многу задоволен што го постигнав. Ученици од Светинал Мохридски освоија вкупно 4 први места и на државните надпревари од електротехничка, машинска и сообраќајна струка. Бенефитите од учеството на надпревари во проекти се огромни и за децата и за училишниот центар, вели професор Владо Јанкуловски. Учениците впиваат се што ние како нивни ментори имаме да им пренесиме како знаење, вложуваат многу труд, работат посветено и тоа неминовно носи успех, посочува Јанкуловски. Сите тие нијанси што ги дознаваме од самите тие надпревари ги спроведуваме во наредните учебни години во подобрување на квалитетот на изведување на наставата. Значи, и меѓународните и државните се од иста цел, иста корист за нас како центар и пред се нормално тука не се учениците како прва основа во која вложуваме за подобро квалитетно образование. Учениците имаат потенцијал, впиваат и се што од страна ние го искажуваме како ментори, го пренесуваат успешно. Значи, тоа е успехот, само трудот и работата. Проектите се едно од најважните компоненти во електромашинскиот училишен центар и не само оние поврзани со стручните предмети, туку активни сме во сите сфери, како екологија, граѓански активизам, мултикултура, вели директорот Сашо Недески. Посочува дека наставниот колектив постојано е во потрага по некоја новина што може да се примени во центарот, со цел да се подобри квалитетот на наставата и условите. Во таа насока за скоро време, електромашинскиот училишен центар Светинал Мохридски ќе добие модерна училишна работилница со современо уредени и опремени кабинети. Моментално се работи комплетна реконструкција на училишната работилница. Најпрво инфраструктурно ја работиме, отстраните се подовите и таваните во работилницата, каде што ќе се заменат со нови за електрострука и електростатски под, за машинска струка кабинетите ќе бидат со индустријски под, таваните ќе се со Армстронг и лед осветлување, нова инсталација за електрична струја, нова интернет инсталација и воздушна инсталација, бидејќи ќе ни требаат и компресори за машините кои што ги имаме добиено од грант од Германска банка. Треба да има од проектот една CNC глодалка и еден CNC струк за електрокабинет од роботска рака и PLC-а, 3D принтери и осцилоскопи и во склоп на работилницата комплетно ќе биде опремена една автомеханичарска работилница. Денеска овој образовен центар беше посетен од ученици од повеќе основни училишта во Охрид, пред кои беа промовирани предностите на техничкото образование и иновациите, а акцент беше ставен на дуалното образование кое спојна теоријата и практичната работа во компании, кое во Светинал Мохридски се спроведува цели 8 години. Научна трибина во чест на Кирил и Методи, насловена како Европската рута на светите Кирил и Методи во културното наследство на Охрид и Преспа, со трибината и официјално започнуваат честувањата за сесловенските просветители Кирил и Методи. Денес во Охрид започна научната трибина Европската рута на светите Кирил и Методи во културното наследство на Охрид и Преспа. Трибината е во организација на Институтот за македонска литература при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Станува збор за значаен дел од програмата на Генералната асамблеја организирана во Скопје на 20 мај оваа година.
Значењето на настанот го мериме со податокот дека тој е дел од пошироката програма на културните рути на Советот на Европа и специјално се јавува како дел од мрежата на Европската рута на Кирил и Методи, информира градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој се обрати пред присутните во Конгресниот центар во Охрид. Кирило-Методиевското културно наследство има долга и длабока традиција уште од средновековниот период до денес на пошироката територија на Охрид. Традицијата и писанијата на светите Кирил и Методи во својот изворен вид ја пренесуваат Климент и Наум Охридски во дејствувањето на Охридскиот книжевен и духовен центар. Она што двајцата просветители го создале и предале, станува основен дел во културната меморија и во современите облици на живот во нашиот град, со гледање во постоење на цркви и манастири, историски монументи, артефакти, фреско живопис и средновековното ракописно наследство, директно поврзано со светите Кирил и Методи и со светите Климент и Наум Охридски, кажа градоначалникот. На плоштадите во Охрид, во централното градско подрачје, широко ќе ве пречекаат за добре дојде спомениците на светите Кирил и Методи, на светите Климент и Наум Охридски. Во рамките на Европската рута на светите Кирил и Методи согледувам идеален простор за соработка и заеднички истражувања на фонот на унапредување и популаризација на Кирило-Методиевското наследство, особено во домен на богатата туристичка понуда на градот Охрид, подвлече градоначалникот. На настанот се разговараше и за возобновување на членството на Охрид во културните рути на Советот на Европа и вмрежување во Европската рута Кирил и Методи. Со трибината официјално започнуваат чествувањата за сесловенските просветители Кирил и Методи. Света архиерејска литургија на Плаушник. Од Дебарско-Кичевската епархија информираат дека по повод празнувањето на светите сесловенски просветители и учители Кирил и Методи на ден 24 мај сабота во манастирот Свети Климент и Пантелеймон Плаушник ќе се служи света архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Утрената ќе се одржи со почеток во 7 часот и 30 минути, а литургијата во 8 часот и 45 минути. Во недела во Струга ќе биде промовирана книгата Светило на врв планина. Станува збор за книга за деца, првото илустрирано житие Света Спаса Вишенска, адаптирано за најмладите. Во Струга ќе биде промовирана илустрираната книга за деца Светило на врв планина, првото илустрирано житие на Света Спаса Вишенска, адаптирано за најмладите. Авторка на текстот е Јасмина Кантарџиева Димков, а илустрациите се дело на уметницата Викторија Поповска. Изданието содржи 7 тематски поглавја, секој е придружено со визуелни изрази кои оживуваат приказната за младите читатели. Според уредникот на изданието, протереј отец Александар Димовски, идејата за создавање на ова дело произлегла толкму од желбата житието на Света Спаса Вишенска да биде представено на начин што ќе биде достапен, разбирлив и привлечен за децата. Проектот е реализиран преку Министерството за култура и туризам. Одлучивме сите средства што ги додели Министерството, сите хонорари, па затоа и ова уште еднаш ја изразува целата колку е убаво кога луѓето живеат во една заедница, сите хонорари да одат во печатењето на книгата. Па беше предвиден тираж од 200 примероци, а ние испечативме 600. Па така одлучивме на промоцијата што ќе се во Струга, сите што ќе дојдат деца да добијат бесплатен примерок, па сигурно ќе има во храмот во Вишни, во Вевчани, во Струга, ако ни остане нешто, бидејќи планираме во јуни да организираме една промоција и во Скопје. Не е прв пат во православната традиција да се илустрира житие на светител и на таков начин да се доближи до најмладите членови на црквата, но прв пат е да се илустрира и адаптира за деца житие на светител канонизиран од Македонската православна црква. Ова е прв пат на ваков начин да се представи житие на светител, во случајов на светителка, канонизирана од нашата помесна црква, од Македонската православна црква. И затоа и сето ова и толку радосно и бидејќи ова е првенче, новороденче, од ваков тип на нашата и литературна сцена, но и за црквата. Не случаен и датумот и местото, затоа што во Струшкиот регион и Света Спаса и Свети Спаси имаат посебен култ во Вишни, во Вевчани и во Струга, а и датумот, како што кажавте, е неслучаен, бидејќи минатата година комисијата, синодот прифати, комисијата предложи, синодот прифати,
датумот на прославување на Света Спаса и Спасе да е секогаш во неделата пред Спасовден или 6-тиот неделен ден после Пасхата Господова, после Великден. И тој ден се паѓа годинава на 25 мај, значи денот е секогашна недела, ќе се менува датумот само во однос на тоа како доаѓа Великден. Промоцијата ќе биде во недела со почеток во 17 часот во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. Проектот е реализиран со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Авторката Јасмина Кантарџиева Димков, писателка за деца, досега издала 10 книги. Акција за заловување кучиња скитници во Вевчани. Во текот на утрешниот ден, 23 мај, петок, предвидена е акција за заловување кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Вевчани, заради понатамошен стручен третман, информира градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски. Градоначалникот апелира до сопствениците соодветно да ги изгрижат своите миленичиња, бидејќи при реализирање на минатата акција биле заловени и домашни кучиња, кои во моментот на спроведување на акцијата биле затекнати на улиците. Приведен крадец во Охрид за издржување казна затвор од 2 години. На 21 мај 2025 година во 15 часот и 10 минути на булевар Македонски просветители во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода РБ, 70 годишен од Скопје. Тој бил баран по централна потерница врз основа на наредба од Основен кривичен суд Скопје за издржување затворска казна од 2 години за сторени повеќе кривични дела кражба по член 235 од Кривичниот законник. Лицето е спроведено во казнено-поправната установа Затвор Идризово за издржување на казната, информираат од СВР Охрид. Ова беше се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Останете со нашата програма. Пријатно!